Почитуван колега Зендели, со внимание ве следев, односно ја слушав вашата дискусија и сакам да кажам дека со вашата дискусија всушност вие реално вистината ја остикавте каква е состојбата во нашата држава и кажавте дека состојбата навистина сериозно е влошена. Тоа не само што вие го кажавте, тоа еве јас го кажувам и го потврдувам, меѓутоа потврдата на ова наше мислење го кажа и јавноста, односно граѓаните, преку вршење на анкетиве, и тие знаете дека, да подсетам, се изјасни дека 72% кажа дека оваа влада ја води државата во лоша насока. Генерално сакам да кажам дека изборот на влада е значајно за секој граѓанин. И граѓаните, кога се бира владата, граѓаните со големо внимание не следат и очекуваат од таа влада што ќе биде изберена да таа влада испорача резултати, односно да створи услови за едно подобро живење, квалитетно живење и за зачувување на државните, односно на националните интереси. Меѓутоа, ако сега се прашаме што направи владата на Заев и еве владата на Ковачевски, какви резултати испорача на граѓаните? Јас веднаш ќе кажам, испорача резултати едно големо ништо, една голема нула. Пак ви кажам, ова е оценката и од мерењето на анкетиве. Причините, според мене, за едно вакво лошо владење и за остvarување на вакви резултати е ова влада и сегашната и претходната нема знаење и менаџерски способности за заштита на државните интереси и интересите на граѓаните. Дека навистина ситуацијата е сериозно лоша, јас само ќе подсетам на неколку дејности. Сакам да кажам дека образованието не се наоѓа во фаза на распаѓање речиси. Срамно е во 21. век да нема учебници. И имајќи го моето искуство, бидејќи работев преку 20 години во образованието, знам што значи да нема учебник. Кога ми доаѓаа новите инспекторите, ми викаа дека учебникот е извор на знаењето, дека учебникот е душата во воспитно-образовниот процес. И со оглед на дека времето ми се ближи, само сакам да кажам, со ова реконструкција граѓаните нема што да очекуваат дека нешто ќе се коригира, нешто ќе се